Почитувани, ви посакувам Божиот благослов да биде со сите вас. Денешнава моја тема гласи природен и духовен човек, односно, зборовите упатени на Исус кон Никодим, мора да се наново родиш. Во Библијата, во Светото писмо, се употребува изразот природен човек или телесен душевен човек. Природниот човек, за разлика од духовниот, е телесен и непрепороден, необновен од Божиот свети дух. Библијата истакнува или нагласува дека природниот човек не ги прифаќа Божите нешта или работи и не се согласува со нив. Бидејќи тие му изгледаат безумство и глупост, тоа што го рекол апостол Павле во 1 Коринтјаните, 2 глава, 14 стих. Како последица на таквото размислување, вистината не може да ја разбере таквиот телесен душевен човек. Природниот човек не е глупав човек, ниту неразумен. Тоа е факт. Туку проблемот е во тоа што Божите вистини му се скриени и се проценуваат на духовен начин и затоа тој не е во состојба да ги разбере духовните вредности и откровенија. Духовните вистини се ценат само од духовни луѓе, од оние што се родени од Светиот Дух. Природниот човек нема капацитет и можност да го почитува духовното, ако не ја свати природата на Христовата помирителна жртва. Условот за разбирање на духовната вистина произлегува од силата и дејството на Светиот Дух, кој што Исус им го вети на оние што веруваат во Него. Исус во Евангелието според Јован, 16 глава, од 7 до 11 стих вели дека уверувањето за грешната состојба на човекот е исклучиво дело на Светиот Дух. Во суштина, природен или телесен човек е оној кој го нема Светиот Дух, кој не е запечатен со Светиот Дух. Исус ова убаво го разграничи на Никодим, велејќи: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Тоа е запишано во Јован 3 глава 6 стих. Во оригиналниот старогрчки текст зборот психос се дефинира како душевно што е спротивно на духовното. Не само што се нарекува душевно, туку тоа душевно се спротивставува на духовното. Тие се занимаваат само со тоа што е материјално и затоа сите мудрости, сите емоции и волја се насочени кон земните материјални вредности. Тие живеат што се душевно, инстинктивно, бидејќи не се водени од Божиот свет дух и го немаат во себе. Бидејќи човекот, уште при раѓањето, тој има дух, душа и тело, но духот што се спомнува не е Светиот Дух, туку тоа е човечкиот дух во него. Светиот Дух се прима надприродно преку вера. Исус ова го објаснува во Матеј 6 глава 32 стих и вели дека непрепородените пагански народи се стремат само да ги придобијат телесните нешта што припаѓа од овој свет. Како второ нешто, ако си ти се уште необновен и природен, не е чудо што немаш апсолутно, никаков интерес за духовните нешта. Немаш интерес за читање Библија, кои природно ти изгледаат банални и беззначајни да читаш Библија. Не е чудо што немаш волја да ја проучуваш Библијата и што немаш духовна мотивација да си поврзан со Божиот народ, црквата. Не е чудо што кога го слушаш Божиот збор, во тебе се пројавува бунт и се противиш и не сакаш да продре во тебе, бидејќи бара промена од тебе, а ти тоа не го сакаш. Како трето, тоа што е родено во Адам, природно е да се однесува на ваков начин.
zato što nema внатрешна духовна промена. Христијанинот или христијанскиот живот е надприроден и затоа бара небесна духовна храна, што не припаѓа од овој свет. Природниот човек или душевниот човек, како што нагласи веќе, нема желба за духовна храна. Тој не чувствува потреба за неа. Затоа се што доаѓа од Бог и што се проповеда за Бог, му изгледа безумство. Тоа што го цитирав во 1 Коринтјаните 2:14. Но, сепак, за никој не е предоцна. Исус во својата широкоградост и љубов ги повикува сите луѓе да дојдат при Него. А тој вели, тие што ќе дојдат кај Него, тој им ветува дека нема да бидат отфрлени. Во Евангелието според Јован, познатиот текст, разговорот со Никодим и Исус, 3 глава, 3 до 5 стих, Исус му зборува на Никодим за наново раѓање, за нов живот. Да видиме накусо сега како може душевниот човек, кој не ги разбира духовните нешта, да се наново роди, да добие нов живот. Исус вели, вистина, вистина ти велам, а ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото тело, тело е, а роденото дух, дух е. Не чуди се што ти реков. Тоа се зборови на Никодим. Треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Нешто што мора да се наново родиш. Мора да се родиш од озгора, од Бог. Исус оваа изјава на сите сака да ни каже дека на човекот не му треба само некоја реформа или поправка или реформичка, туку темелно, радикално обраќање со силата и помошта на Светиот Дух. Односно, човекот во суштина треба да стане ново создание, според зборовите на апостол Павле, кој е во Христос, тој е ново создание. Ние, сите луѓе на оваа планета, мора да се родиме од вода и дух. Тој збор мора подразбира исклучиво тој е начинот да се види Бог, да се живее со Бог и да се види Божјото царство. Во 3 стих Исус зборува за гледање на Божјото царство. А овде во 5 стих зборува за влегување во Божјото царство. Иако се различни зборовите влегување и видување, тука не треба да правиме разлика, бидејќи во 3 стих се нагласува важноста да се види Божјото царство. Како што им беше ветено на израелците дека ќе ја видат земјата каде што тече мед и млеко, тоа е ветената земја на Израел. А во 5 стих се нагласува важноста дека условот за влез во него, во тоа царство, е наново раѓање. Овие зборови на Исус се сигурни и затоа тој ги употребува два пати овие изрази. Вистина, вистина ти велам. Или, со други зборови, би значело: верувај ми на она што ти го зборувам. Или, те уверувам, таа е вистината, единствената вистина, за влез во Божјото царство. Исус му вели: ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. За да се наследи ова царство, Исус поставува единствен услов – наново раѓање. Да се биде израелец во тоа време значеше многу, бидејќи израелците се избран Божи народ. Бог ги избра од сите други народи да му биде свет народ. Но, Исус вели дека името што го носиш на тој народ не е толку важно, бидејќи со тоа што се нарекува некој израелец, не значи дека автоматски, без вера во него, во Исус, ќе влезе во Божјото царство. Тоа би подразбирало следново: не е важно и јазикот што го зборуваш на тој народ. Не е важно ако ги почитуваш сите обичаи на тој народ.
Не е важно каква облека ќе облечеш на тој народ, за да ја истакнеш народноста. Не е важно дали ќе ги практикуваш поред сите поставени верски традиции и обичаи, обрежување и слично. Не е важно дали се твоите родители родени на овој народ што му припаѓаш. Не е важно дали се сите твои пријатели на народот на кого му припаѓаш. Но, од се што е важно, најважно е дали си наново роден во тој народ на кого му припаѓаш. Човекот со време може да отфрли многу пороци, многу похоти, многу страсти и желби, да остави многу посакувани желби на кои бил навикнат, но ниту еден човек на овој свет не може самиот себе си да се роди духовно. Човекот кој е роден во грев, во Адам, никогаш не може тоа да го постигне со негова сила и моќ. Дури да можеше да го постигне тоа од самиот себе, тој пак не може да влезе во Божјото царство, бидејќи јасно е нагласено дека треба да се роди преку Божјиот свет дух, а тоа е Светиот Дух. Кога Исус вели мора да се родите од вода и дух, тоа значи дека на Никодим тоа му е познато. Исус јасно му рече: ти си Израелев учител, па тоа ли не го знаеш? Тоа требаше Никодим да го знае уште кога го проучувал Стариот Завет. Некои мислат дека си роден од вода значи да се крстиш во вода, потопување. Водата според некои теолози овде може би представува крштавањето. Некои други мислат дека роден од вода значи раѓање преку Божиот збор. Во други стихови од Библијата водата го представува Божиот збор. Тоа апостол Павле убаво го нагласува во Ефесјаните, 5 глава, 26 стих, за да ја освети црквата, се мисли на црквата, очистувајќи ја со водно капење преку Божиот збор. Некои мислат дека роден од вода значи обновување преку Светиот Дух, живата вода што Исус му е понуди на народот, согласно неговите зборови во Јован 7 глава, 38 и 39 стих. Тој вели: кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Тоа тој го рече за Духот Свети, кого ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто Духот уште не беше слезен, зашто Исус уште не беше прославен. Некој пак мислат дека роден од вода значи тоа што е речено или пророкувано во Езекијел 36 глава, каде што Езекијел зборува и дава ветување на народот за чистење преку вода. Тој вели: ќе ве попрскам со чиста вода, за да се исчистите. Ќе ве очистам од сите ваши нечистоти и од сите ваши идоли. Ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас. Ќе го извадам каменото срце од вашето тело и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. И ќе се населите во земјата која им ја дадов на вашите татковци и ќе бидете мој народ, а јас ќе бидам ваш Бог. Овој пристап може би има најголема тежина поради неговите цврсти врски со пророштвата од Стариот Завет, за кој Исус вели дека Никодим требало да ги знае и разбере овие нешта што Исус му ги зборува. Она што е родено од телото е тело. Ништо повеќе. Без наново раѓање од духот, телото ги онечистува сите дела на праведноста. Колку и да се прават праведни дела, тие не се средства за влез во Божјото царство. Само тоа што е родено од Божјиот дух, од Светиот Дух, може да влезе во Божјото царство. Телото не помага ништо за раѓање од Бог. Човекот е мртов во своите гревови и престапи и како таков тој е потполно предаден уште од раѓање на смрт. Човекот кога се раѓа на овој свет, на оваа земја, се раѓа во смрт, не се раѓа за живот.
Животот тек доаѓа со наново раѓање. Затоа Исус му вели на Никодим: не чуди се што ти реков, треба одново или повторно или одозгора да се родиш. Кога Исус му го рече тоа одново, во ушите на Никодим тоа звучеше восхитувачки, бидејќи тој, како и повеќето евреи од неговото време, веруваа дека тие веќе ја имале внатрешната трансформација ветена врз основа на познавањето на законот. Но за жал, Никодим немаше никаква внатрешна трансформација или наново раѓање, и затоа Исус му рече: треба да се наново родиш. А потоа зборува во множина: треба да се наново родите, што укажува не само ти, Никодим, туку целиот Синедрион, па и целата еврејска нација, па и целиот свет. Исус со таа изјава му даде на знаење да го сфати фактот дека го нема тоа наново раѓање. Мора одново, одозгора, од Бог да се роди. Не треба да заборавиме на кого е упатена оваа изјава. Никодим беше верски водач, фарисеј, образован и сериозен човек, началник, главен, така што според сите надворешности и според законите, тој имаше титула дека веќе е преобразен во Бог. Но Исус му вели дека немаш ништо, апсолутно ништо, од тоа што самиот си го зацртуваш во своите мисли. Овие изјави на Исус за секогаш ја исклучуваат можноста дека спасението некако може да се заслужи со правење добри дела, со титули или според прописите на законот. Природата на човекот е толку загадена, онечистена од гревот, што само активноста на Божиот свет дух може да го оспособи да влезе или да го види Божиото царство. Ветрот дува каде што сака. Исусовата идеја дека до Никодим беше ова: ти, Никодиме, не разбираш се за ветрот, но ги гледаш неговите ефекти. Така и со наново раѓањето од духот. Исус му даде на знаење дека Никодим и сите евреи треба да го доживеат наново раѓањето токму на тој начин, како што го опиша Исус. Поинаку нема да влезат во рајот или во Божјото царство. Ова што му беше речено на Никодим, истото важи и денес за нас. И ти треба да се родиш од озгора, од Светиот Дух, од Бог, зашто без наново раѓање не се надевај на ништо. Не се надевај на твојата мајка црква, не се надевај на тоа што се нарекуваш христијанин, не се надевај затоа што имаш дома Библија, не се надевај. Преку овие предупредувања Бог сака да ти помогне да ја сватиш оваа вистина. Многу луѓе посетуваат разни религиозни места, згради, наменети за оние кои се со исто убедување. Меѓутоа, мнозина од нив никогаш не слушнале за наново раѓање. Ним им се проповеда за добри дела, за општествени промени, не познавајќи ја вистината дека единствено преку неа може да се решат проблемите на општествата, светот и разбрануваната внатрешна состојба на човековото битие, зашто промената на човекот е пред се духовна, а потоа општествена. Вечниот Бог, објавувајќи му се на човекот, му понуди решение кое зависи од неговиот дух. Ќе ви дадам ново срце и ќе всадам во вас нов дух. Ќе го вметнам мојот дух во вас и ќе живеете. Езекијел 36 глава. Јасно е дека промената доаѓа само преку духот. Во Новиот Завет тоа е наречено наново раѓање, а кога станува збор за наново раѓање, не зборуваме за некое надворешно подобрување на животот. Тоа не е промена во однесувањето, предизвикана од влијанието на умствената зрелост или човековото искуство, односно не е психолошка промена, предизвикана од околностите. Во овој свет, наново раѓањето е Божји целосен зафат во битието на човекот, преместување од длабока темнина
во Божјата чудесна светлина. Од грешни желби кон светост, од смрт во живот, од обесхрабреност во радост на животот. Наново раѓањето ја менува волјата на човекот, чувството, сваќањето за животот. Тоа е Божјо дело во душата и не зависи од мене и од тебе. За да станеш наследник на вечниот живот, тоа е единственото решение, наново раѓање. За да се случи тоа, поверувај во Господ Исус Христос и покај се. Покај се од сите твои гревови искрено, со солзи во очите и на колена ако треба. Кога ќе се родиме или родите од Светиот Дух, ние добиваме нова природа и сета енергија што ни е потребна за исполнет живот, за среќен живот, ја црпиме од изворот на животот. Тоа е Бог. Зашто е напишано во Псалм 36:9. Во тебе е изворот на животот и со твојата светлина ние ја гледаме светлината. За да стане тоа уште појасно, прочитај во Евангелието според Јован 3 глава. Кога ќе согледаш дека на сите, па и на тебе ти е потребно наново раѓање, повикај го Бог и помоли го да те наново роди во согласност со Откровение 21 глава 6 стих. И Бог во својата милост ќе го реализира неговиот план со твојот живот, зашто е напишано: и ме рече, се заврши, јас сум Алфа и Омега, почетокот и завршетокот. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Затоа, почитувани, еве да кажеме нешто. Новата година што ја чекаме или што ја чекаат луѓето има смисла само ако си нова личност во Христос, наново родена од вода и дух. Ако не си наново роден, да имаш нов живот, да станеш ново создание, не ти помага ни нова година, ни сите желби што ти се упатуваат, ништо не помага, пак ќе бидеш несреќен во гревови и на крајот смрт, и тоа вечна смрт. Бог нека ви даде благослов, Бог нека ве наново роди, сите оние кои не се наново родени. Амин.